Здраво, здраво и здраво на сите гледачи на МН телевизија, на огромно задоволство, како што и ви најавивме, денечка соработка со доктор Жарко Костик. Денес зборуваме на доста осетлива тема, станува збор за анксиозноста, која што се повеќе нели почнува да настапува кај нас. Одговор на сите мои прашања ги има токму доктор Жарко Костик. Здраво и добре дојдовте повторно во една лајв дружба. Здраво, Надица, мило ми дека сум со тебе и со твоите гледачи. Жаре, како што ја најавив, нели зборуваме на тема анксиозност, која што треба да се третира, вознемиреност и страв. Па за почеток, што представува анксиозноста? Има една дефиниција, ако човекот отвори речник ќе види дека анксиозноста е поврзана со страх и со загриженост, кој што човекот може да ја чувствува со гашноста, но она што е интересно и за кое што ќе зборувам во ова емисија, например, како да ги контролираме тие стравови, како да ја контролираме таа загриженост, како да контролираме таа вознемиреност, кој што ни се ево поради тоа што стравот, загриженоста, вознемиреноста исто така се снимени веќе во нас. И во дадени моменти нешто ги реактивира во сегашноста. Значи имаме стравови кои што се веќе во нас од минатото, од многу одамнешни минати случаи, поради тоа што умот, Надица, е како што, да кажеме, се одвива сега оваа емисија каде што има снимка, фактички умот снима све. Умот снима многу слики во една секунда и се генерира една меморија во нашиот ум. Имаме свесен ум кој што ги снима пријатните искуства од секој невието. Се прават слики. И сега во тие слики се снимени многу сензации, мирис, допир, вкус, емоција, значи емоцијата која што сме имале во тој момент. И кога ние се чувствуваме многу убаво, кога се чувствуваме релаксирано, кога се чувствуваме свесно и будно, како што се сега гледачите на овој лајв, како што сме ја и ти, тогаш тие слики се снимаат во свесниот ум или аналитичен ум. Но, кога имаме моменти на психичка болка или физичка болка, она што се случува, тој свесен ум се гаси и подсвеста или реактивниот ум почнува да ги снима тие слики. Сега замисли, во дадена ситуација имаш слики од физички или од психичка болка, каде што детето може би е во страв, може би е вознемирено, е скршило раката, плаче, има некоја вознемиреност веќе во себе, има некој страх и да кажеме ќе однеса детето во болница, така? И сега што се случува е детето во тие слики ги добива сите сензации од околината. Може би паднало точак, може би дошла амбулантна кола, има звук на амбулантна кола, па воделе во болница, имаме тој мирис на болница, таму и така натаму. И оно што се случува, сите тие перцепции ги викаме или сензации, се снимени во таа слика. Или друг пример да дам, ако некој детенце го каснало куќе, го има лаежот на куќето, болката од куќето, повторно го однеле веројатно во болница и така натаму да му ја санираат повредата. И сите тие сензации како искуство, тоа како меморија е врежано во нас. Значи тој страв е во неговиот ум. И оно што се случува е денеска човекот ќе види куќе или ќе дојде после многу години со некоја девојка која што е љубител на куќи, ја сака девојката. Така, ама секогаш кога треба ти се зазнаене, он знае дека девојкава го зема куќе во парк да се шетаат. Ама куќето не сака да го види. Неќе затоа што он сака поради тоа што сака да е со девојката, ама куќа му прави малку анксиозност, му прави страх, му прави нервоза, но она што сакам да го потенцирам. Се враќаат назад. Се враќаат сликите од минатото, меморијата од минатото ни се реактивира во моменти кога во сегашноста имаме сензации, мириси, гледки кои што ги има снимено во тие снимки или детово паднало или што и да, или за времена кога било повредено од куќе го однеле во болница да го има мирисот на болница, белите мантили и сега луѓето ќе влезат во болница, ќе помирисаш мирисот на болница, белиот мантил или ќе ослушнеш нели стоматологот со бушилицава како му работи на некој од претходно пациент и ти го гледаш вака и си викаш вознемиреност ти се јавува, но тоа не е од сегашниот момент. Она што сакам гледачите да го знаат дека тие од минати моменти на минати стравови, минати разочарувања, мината нервоза, таа е снимена во нашиот ум, снимена е во тие слики. И таа многу често се реактивира од околината, кога во околината имаме слични такви сензации, кои што ги има веќе во тие слики. Дека помине амбулантна кола, човекот ќе добие вознемирување. Значи, ќе помине амбулантна кола и човекот ќе добие вознемирување или па ќе кажам, ќе ослушне звукот на мајката. Замисли мајката го карала или на пример детенцево ги гледало родителите како се караат кога бил мал и за него тоа е траума, мисли ќе се разведуваат. И сега ќе ослушне гласот на татко му кој што е малку поостар, што бил порано према мајката или звукот на мајката кон него и му се враќа тој страх и таа нервоза од минатото.
Така, Жаре, кажавме дека нели анксиозноста може да настане од сите животни фактори. Личноста која што се соочува со самата анксиозност, таа не сака да излегува, нели сака повеќе време да помине дома. Како ние да им помогнеме на таа личност? Она што е интересно е баш гледаш тој ум, тој подсвесен ум, или го викаме реактивен. Зашто се вика да реактивен? Затоа што се реактивира од околината. Има унаводници за цел да те заштити од идна таква ситуација да не ти се случи. Како што човеков што бил каснат од куче, се он ќе го види кучево и сега тој реактивен ум ќе му се активира за да го спречи унаводници да не го касне пак, ама тој ум е многу глупав. Тој ги поистоветува сегашноста со минатото. Или ако бев мал, не знам, човеков ќе јаде нешто или не знам ќе добиеш труење од некоја храна и се истата храна, полнето јајце си јадал така. И било расипано и ти си добил труењето и сега ќе го помирисаш или ќе го видиш јајцето, ја добиваш истото чувство, или може би имало некој девојче кој што било изневерено од некој дечко, така, уште еден, имала едноставно неверства на таа тема. И сега девојчево тој реактивен ум фактички се вклучува и става бодликава жица околу неа и она прави еден став дека не можеш да му веруваш на ниеден маж. Ама тоа е заштитна улога. Тој има реактивен ум, унаводници, затоа што он мисли, еве се и четвртиот дечко што доаѓа, исто ќе ти направи, ќе ти нанесе таа болка. И затоа луѓето се ограничени да не сакаат да искусуваат. Напротив, животот е баш спротивно од ова што реактивниот ум ни го прави. Леше, животот е искусување, влагање у некоја зона на ризик, каде што у четвртата врска девојчева ако влезе можда нема да има вознемирување, ама таа е анксиозна многу кога ќе е со четвртиот дечко поради трите претходни ситуации кои што веќе ги имала и тој реактивен ум и прави оклоп околу неа и ќе видиш таа девојка е многу љута или агресивна или више има сменет став кон дечковците и сама ќе го избрека дечкото. Поради тоа што тој ум со цел да ја заштити од наредната болка и штети у суштина. Така поради тоа што ќе видиш луѓе кои што се разочарале од животот ќе се повлечат назад од животот за да се заштитат од ново разочарување, ама животот е така направен да мора да бидеш храбар и да влезеш у ризик, да искусиш и болка, поради тоа што среќата е поврзана со да бидеш волен да искусиш некојаш и разочарување. Ако ти цело време си заштитен со таа бодликава жица околу тебе, ти си на некој начин у едно буре, ама надвор е животот, надвор се и свекињата. Да, надвор има шанси и да изгубиш, но за да бидеш победник во животот мора да се соочиш со порази, да бидеш волен да го примиш тој пораз. Но штетното се случува кога тие порази ќе ги земеме многу при душа. Поради тоа што тогаш тие почнуваат да не менуваат и почнуваат да не затвараат и почнуваат да не прават анксиозни и да имаме страх. И едноставно да проектираме во иднината нешто дека ќе се случи слично на тоа од минатото, а уствари обично не се случуваат тие работи пак. Жаре, колку психотерапијата и советувањата може да помогнат? Да, ја работам со луѓето, имаме техника со која што човекот у суштина ги контактира тие минати искуства. Да ти кажам пример еден, Наде. Гледаш, замисли имаш некој човек кој што е многу анксиозен, има многу страв да збори пред луѓе. Се плаши од јавен настап. И ќе речеш, окей, многу е тешко да го мотивираш човекот да има јавен настап. Да. Но она што е важно да се знае дека е таа меморија која што човекот ја доживува или ја има, го формира ставот за животот. Како? Наде поради тоа што замисли дечково, она што му се случило во неговиот живот, имал некој одговарал по историја. Не знам дали го кажував овој пример минатиот пат, ке тебе на емисија не ми текнува. Знаеш, не. Ова е вистински. Знаеш, многу често луѓето имаат проблем од јавни настап сега, од проблеми со јавни настапи у минатото. Замисли, 7 оделение, дечково треба да одговара по историја. И учителката го станува, не знае ништо. Учителката му става единица. Му се смеат другарчињата и симпатијата негова. Баш као училишто му се смее. И човеков развива едно срамежливо чувство, се сцрвува. Тоа го памти, тоа е останато во умот. Умот се памти. Дури имаме памтење и меморија од кога човекот е во утробата на мајката. Од тогаш се тие памтења. И тие мемории се поврзани на дадена тема. Така да некое разочарување сега води корен многу подлабоко
од тоа што е сега. И сега човеков, замисли, му се случило дека кога сакал нешто да каже, едноставно учителката му ставила единица, му се изнасмеале другарчињата или можеби учителката му рече сега седиш у ќош затоа што ништо не се научил, сите му се смеат. Он е под неубави емоции, он снима во тој момент вознемиреност, срам, страв, што и да е. Замисли, после тоа, кога е некаде втора година у средно, сака да направи некоја шега или сака да направи некој виц, никој не му се смее, напротив го исмејува дека не му успеал вицот. Тука исто така била некоја девојка која што му се допаѓала, тоа исто така се меморира во неговиот ум. И она што се случува денеска, човеков сака да држи јавен настап кај него во фирмата, но има многу страх и вознемиреност на таа тема и 2 дена не може да спие и се припрема, едноставно дозево го тераат назад. Зошто? Поради тоа што меморијата е толку јака од тоа што ни се случило и таа предизвикува да развиеме став на таа тема. Однаш има он став развиен од таа меморија дека не е добар говорник, дека не може да каже како што треба, ќе му се смеат, тоа му се мислите, се почнува да му се вртат негативни мисли од тоа искуство. Емоцијата му е страв, акцијата се исто така е под има влијание тоа врз акцијата, нозете му се враќаат назад. Како да му помогнеш на овој човек? Да му најдеме меморијата, има техника, човекот е во таа техника буден, свесен, значи не е у транс, не е у хипноза, вака како што си правиме муабет, но мораме да ги најдеме тие кочници во животот на човекот, затоа што сите имаме кочници, сите имаме некои трауми кои што ни се случиле, кои што ни го формираат нашиот став за животот и ни ги диктираат некако животите у насока у која што не сакаме да ни. Така. Жаре, ќе се надоврзам на твоето прашање. Знаеме нели дека животот знае да биде тежок и да ни донесе некои ситуации кои што не сме ги очекувале. Што доколку животот нам ни донесе некои ситуации кои што велам нели дека не сме ги очекувале, ние не можеме да се соочиме со нив и не можеме самите себе да си помогнеме. Дали ние можеме да паднеме во замката на анксиозност со некоја одредена ситуација? Апсолутно, гледај, има еден многу убав начин како ќе ти кажеме многу два примера, ќе ти кажем. Знаеш, во англискиот збор fear, зборот страх, значи fear, и F-то стои за false или погрешни, E-то е за events или настапи, а appearing кој што изгледаат реално. Ако прочиташ fear од голе надоле, ќе видиш false events appearing real. Погрешни настани кои што ти изгледаат реални. Зошто? Затоа што веќе ги имаме тие сенки наде. Има многу приказна за тоа како на езерото Тањаника ловат риба. Знаеш како ловат риба? Интересен е. Има езеро каде што риболовците взимаат два кануа. Кануата се оддалечени на одредено растојание. Помеѓу двата кануа се повлекува јаже, на јажето се става даска и сонцето, удирајќи од даската, прави сенка од таму до дното на водата. Замисли, значи имат зид од сенка од дашката до дното на водата. Тие само почнуваат да веслаат кон обалата. Рибата доаѓа до сенката и мисли дека е непробоен зид и бега од сенката и иде кон обалата. И двајцата само веслаат кон обалата и рибиве наместо да си поминат низ сенката, они се плашат од сенката и идат кон обалата, кон плиткото, и кога двата кануа ќе дојдат до плиткото, рибиве до толку немаат каде да одат да самите рипаат на плажа, на песокот и поминува еден само со кофе и ги зима. Нашите минати искуства наде се сенки од минати времења кои што не плашат да излеземе од комфорт зоната. Фактички стравот да излеземе од комфорт зоната се од тие траги што ни се случиле, но многу често загриженоста е ние проектираме у иднината што би можело да се случи. И она што сакам да им го кажам на луѓето, многу е поубаво да напишат што е тоа што може да не да им се случи лошо, него да им се случи добро. Доколку девојчево има страв, ама ако ја почнам врска со овој дечко ќе ми се деси тоа, гаранти и он таков, бидеш почнува да ги активира сите тие негативни мемории од своето минато. Најдобро е да земе лист хартија и да напише што е тоа што идеално би можело да се случи. Што е тоа што идеално би можело да се случи ако отиде на тој јавен настап? Како идеално би можело тоа да изгледа? Затоа што на што ќе го даваме вниманието, тоа се случува. Ако ти постојано му даваш внимание на нешто што е негативно, така ќе биде. Знаеш, нашиот ум обично не го процесира зборот не. Ако им речеме на гледачите не мисли на розов слон, доаѓа у меморијата розов слон. Ако ви речам не ставајте зелена капа на главата на розевиот слон, ти тоа го правиш.
Така и у животот, ако речеш само да не ја утнам се работава, умот иде на тоа да не го утнеш, Да, односно оди да го утнеш. Ако му речеш на детево што изведува пенал само да не го промашиш пеналот, детето иде да го промаши пеналот. Луѓето мора да се ослободат од стравот да не сгрешат. Стравот да не сгрешам, стравот да не утнам, стравот да не ми се случи пак, ја реактивира сликата од подсвеста. Знаеш, некојаш им викам на луѓето кога ќе дојде, да кажеме, некој човек што работи кај мене и сакам да ми ја направи зидот како што треба. Ако му речам само да не ми ја утнеш бојата, само пази, внимавај ако го промашиш ова, фактички што му правиш? Он кочејти се да не му се случи тоа, он веќе го активира негативниот ум каде што се сите грешки. Ја ќе му речам, слушај, сакам вака да е зидот, ама ти утни го, направи го црвен, направи го плав. Не ми значи. Ако сакаш промаши го. Вака ја сакам бојата, ама ти ако сакаш можеш слободно да ја утнеш. И на тој начин човекот го релаксираш да он нема анксиозност од тоа да не погреши. Да. Како што и со фудбалериве, ако му речеш дете промаши го голов, ич нема и гајле. Он више не е фиксиран да не сгреши. Зашто на некој човек што повеќе му викаш да не сгрешиш, тој повеќе ќе ја прави грешката. Тој како секако ќе дојде некојаш дома, кај младава девојка ја гледа цело време кокошкава да не ја утне, ќе ја изгори кокошкава. Да. Зошто? Затоа што се додека се грчиме, си била некојаш околина каде што сите ти ги ловат грешките, таа околина ти прави анксиозност и страх. Поради тоа што ти ги активира Вршење на некаков притисок. Точно, затоа што притисокот ги активира тие минати утки во животот, минати разочарувања, минати стравови, минати работи каде што едноставно не сме успеале. Така да кога на човекот ќе му даеш слобода да сгреши во сегашноста, фактички го ослободуваш стравот да не сгреши и обично нема да сгреши. Така. Значи, Жаре, ние во некоја дадена ситуација треба да останеме смирени, да ја прифатиме ситуацијата онаква каква што е и пред се да имаме ние самодоверба за да можеме да успееме да продолжиме по патот. Нели, знаеме дека можеме секако да се чувствуваме тажно, можеме да дојде нели таа анксиозност и кај нас, бидејќи знаеме дека анксиозноста не бира возраст, пол, значи може да се случи секому, но сепак да ја прифатиме ситуацијата онаква каква што е, така да си дадеме самите ние на себе вид на некоја нели потпора. Точно. И наде да се наоѓаме секојаш у околина која што нема да ни ги лови грешките. Знаеш, многу е тешко да живееш со луѓе или да работиш со луѓе кои што постојано ти ги ловат грешките. Поради тоа што тие те прават анксиозен. Да. Зошто? Затоа што се обидуваат да спречат грешка, ама кога се обидуваш да спречиш грешка, баш даваш акцент на грешката. Гледаш на што ќе даеш акцент, тоа ќе го оживееш. Так. Ние во нашиот ум имаме многу трауми, многу болка, психичка и физичка болка. Имаме многу разочарувања. Сме добиле единица како мали, ни се карале родителите, може некој те плеснал, може имаш разочарување од девојката, може имаш разочарување. Еден дел од умот е полн со тие траги. Сега, ако имаме околина која што е благонаклонета кон нас, таа не ли ги активира тие мемории. Но ако имаш околина која што постојано се уште те критикува, се уште ти вика, она ти ги реактивира тие мемории и ти ги чувствуваш тие стресови од минатото. Ако си бил со некој човек што ќе речеш, го вади од мене тоа. Да, затоа што фактички имаме некојаш луѓе кои што не знаејќи како да се однесуваат со други луѓе, знаат да ни активираат стрес, да ни активираат страв, да ни активираат вознемиреност или лутина, што и да е, но тоа не е дел од тој свесен ум. Тоа е дел од таа подсвест. И ние работиме, барем ја работам со луѓето како таа подсвест да ја сменат, како зашто подсвеста наде прави програма во твојот ум. И таа програма, ако таа се на некој начин се креира уште од најмала возраст. Децава се феноменални. Едно дете е одраз на сигурност и самодоверба. Ти едно мало дете ако прашаш добар си, он ќе ти рече добар сум. Имаш самодоверба? Имам. Знаеш математика? Знам. Убав си? Убав сум. Дете не знае да се самоинвалидизира. Никогаш. Еве, направете го овој експеримент со децата. Зошто? Зашто тој ум им е чист. Ама ќе го оставиш детево да живее 10 години со баба му, или со татко му, или со мајка му, која постојано го критикува и му вика: "Глеј каква си, пази се да се здебели, глеј, девојче си, не можеш вака со мрсна коса, не знаеш да пееш, не туку ти ова прави." Тоа останува умот на детето. И после девојчето ќе направи 20 години, ќе даеш комплимент, шубава коса имаш, и он ќе рече: "Не, види каква мрсна ми или се здебели." Зошто има таа самодоверба и сигурност, поради тоа што работите се снимени во нашиот ум.
Така. А Жаре, зошто генерално се појавува вознемиреност? Баш поради ова, знаеш, прво една работа има многу убава дефиниција за стрес, што е кога чувствуваш дека на некој начин немаш доволно од тоа што е потребно за да се справиш со нешто. Така. Зашто? Затоа што, например, ако ти не чувствуваш дека имаш доволно за да се справиш со, замисли, треба да имаш јавен настап и не се чувствуваш доволно добар говорник, мотивацијски, или дека не ти е спремен текстот, немаш доволно тоа што ти е потребно за да се справиш, имаш стрес. Ако имаш пред тебе некој куче кој што е бесно, немаш доволно, ако имаш пиштол, може би помалку стрес ќе имаш, или ако имаш некој стап, ама ако го немаш што е доволно за да се справиш со него. Да. Или може би имаш дома сопруга со која што не ти оди комуникацијата и одеш на сваќаш дека немаш што е доволно за да се справиш, имаш стрес. Секогаш кога имаш доволно за да се справиш со нешто, то не чувствуваш стрес. Ако имаш доволно пари да се справиш со проблемот, не чувствуваш толку стрес. Ама на крајот од месецов, ако си без пари, имаш стрес затоа што немаш што е доволно за да се справиш со проблемите. Да. И сега ти ако немаш надеж што е доволно за да се справиш со нешто, ти ќе чувствуваш анксиозност, страв, стрес, нервоза, загриженост. Но ако човекот работи на себе, ако човекот ја подобри својата комуникацијско ниво, ако работи на својата самодоверба, ако работи на својот ум, да го исчисти од негативностите кои што ги имаме, ако работи на своите финансии, ако работи на врската во која што е, леш, он потоа генерира знаење, способности и има што е потребно за да се справи со проблемите во животот. Кога ќе го добиеш тоа, имаш многу помалку анксиозност, нервоза, страв, стрес, што ја работејќи многу на моите комуникацијски вештини, на работи кои што треба да ги знам во врска со умот, на крај знаеш што се чувствуваш многу релаксиран поради тоа што го владееш тоа. И кога го чувствуваш и кога го имаш тоа знаење, си релаксирана темата поради тоа што секојаш човекот кога знае нешто е многу порелаксиран од човекот кој што не знае. Така. Жаре, ајде малку да позборуваме за анксиозноста кај децата. Знаеме дека нели може да се појави, например, дечињата кога од некоја другарче нели нема да бидат прифатени или кога нешто ќе им се каже. Ајде малку околу тоа, како родителите да реагираат на таа состојба? Најдобар лек за децата секогаш е љубов и толеранција. Знаеш, но и кај децата, например, ние имавме со една моја пријателка Нада, имавме многу убави предавања на тема булинг или врсничко насилство во школите. Замислете, имаш наде некоја ситуација каде што имаш некој детенци, има 4-5 години и му прават булинг или го задеваат другарчињата и го исмејуваат другарчињата, можеби го тепаат физички, можеби психички го малтретираат. Што се случува кај ова дете? Значи, замисли, училницата му е снимена во неговиот ум, другарчињата му се снимени во неговиот ум, таа стресна состојба му е снимена. Умот, знаеш колку интересен, умот регистрира телесната состојба на телото. Во таа снимка што се прави, точно е регистрирано каква емоција човекот имал во тој момент, едноставно таа слика после тоа влие и на хормоните, затоа умот, велиме, може да го разболи телото, поради тоа што тој стрес е веќе снимен таму. Да. Ама од таа слика точно ја има во себе како телото се чувствувало, како тоа се чувствувало детенце, која емоции имало. Сниката е бум од тој момент. И сега таткови и мајка му се чудат зашто детето не сака да иде на училиште. Поради тоа што не сака да дојде повторно истата околина. Гледаш, го форсираш детето да дојде во околина каде што има стрес. Пример едноставен ќе ви дадам. Например, ја како мал не сакав да идам во музичко, мојата мајка беше професорка по клавир и морав да идам да свирам клавир. Да. И го имав регистрирано во тоа школа, имаше специфичен мирис. И гледаш, тој мирис ти е останат од твојот ум. И ти секој пат кога ќе отидев во тоа школа, кога ќе помирисав мирисот, ми се враќа емоциите на некои неубави емоции. Така и дури покасно кога више не си ученик, идеш да видиш некој пријател во тоа школа, ти се реактивира таа меморија. Да, останува. Така кај дечињата мора родителите да влезат у комуникација со него, за да дознаат што му се случува, од која е причината која што го има стресот. Можеби детенцето се чувствува дека направило нешто, па не сака да го каже тоа, но околината мора да биде многу волна, особено родителите, да го изслушаат, никогаш да не го кажат дури за грешка која што е направило, затоа што детенцето кога ќе каже нешто што му предизвикува стрес. Например, јас сум скршил прозор на комшијата кога сум играл како дете фудбал и сега крием од мајка ми дека јас сум го скршил прозорот, а цела комшилу го бара тој што е скршил
прозорот ја на мајка ми 3 дена не го кажувам тоа, имам стрес. И сега кога ќе го кажам тоа на мајка ми беше многу паметна жена, да не ме караше, туку ќе ми речеше поради тоа што ми го призна и заради тоа што ова бара храброст, ќе те наградам, може да излезеш надвор, ама мораме да надокнадиме штетата на комшиите. Така да ја сватив дека морам да кажувам работи. Ако го казнете детето за нешто што сака да ви го каже што го сгрешило, вие го учите лекција оно да ќути, да крие и да лаже. А тоа предизвикува многу анксиозност кај децата. Така, Жаре, сакав тоа да те прашам, како родителите да ги дознаат симптомите кај децата кои што, например, поминуваат мислата? Ќе го видите дека е променето. Знаеш, секој човек може да осети кога има некаква промена у енергијата на некој друг човек. Ја нема веќе емоцијата која што има, така повлечено е. Едноставно има знаци и родителот најдобро го знае своето дете. Знаеш, точно знае дека има некаква промена. Комуникацијата е лек за се. Знаеш, комуникацијата решава се поради тоа што ги отвара вратите на проблемите. За децата е многу важно да се знае дека за детето може би некој проблем кој што на него му изгледа многу голем, е во суштина незначаен у светот на возрастните. Но во светот на детето има голема тежина и може би такви едноставни проблеми да прават многу проблем во психата на детенцето и мора комуникацијата да постои кај нив. Особено па исто така е многу важно кога ќе станат тинејџерските периоди, поради тоа што во тинејџерството луѓето уште повеќе почнуваат да кријат работи, зашто хормоните почнуваат првите можеби симпати или што и да е на школа работи кои што не се најсјајни, ајде така да кажам. Мора да поканите таа комуникација и мора да имате пристап со кој што искрена комуникација со децата. Да, искрена комуникација и да се наградат децата кога ќе признаат дека сгрешиле, затоа што гледај, признавањето на грешката е превземање на одговорност, прв чекор и надокнадување на штетата е. Но мора да најдеш начин и да не се смени ставот на родителите кон децата, затоа што ако се смени ставот на родителите кон децата, вие не можете од тоа дете да имате повеќе соработка. Ако замисли доаѓа некој родител има став, син ми е ваков, за никаде е ово, она, он не може да се справи со детето веќе, поради тоа што детето има зид спрема него. Ставот на родителот кон детето е многу важен за детето да може да збори со нив. Така. Жари, пред самиот крај на овој убав разговор, кажи ми како ние да се однесуваме со личност која што страда од анксиозност и како да се справиме и да не потпаднеме под таа состојба? Најбитно е да сватиме што е животот, дека животот е игра и дека колку посериозно ги зимаме некои нешта, поише ни оставаат трага. Знаеш, имам нешто што го викам несериозна одговорност. Многу често луѓето сака да се сериозни, мисла дека сериозност и одговорноста се исти. Ако не е сериозно, као демек не си одговорен. Не е точно. Се видел некојаш ќе доеш дома, не знам, ќе паднеш на испит и ќе речеш, окей, ќе го направам, и ти се љутат дома. А почнеш да плачеш, у истата ситуација те тешат. Нема врска, дечки, поентата е да го положиме испитот. Боље ја да бидам со убави емоции и да не го земам сериозно тоа што ми се случило. Така, да. Отколку да го земам пресериозно, да остави трага тоа во мојот ум, а родителиве да ме тешат. Не е тоа поентата. Поентата е одговорноста е да ја завршиме работата. Одговорноста е да го направиме ова прекрасно интервју. Ама ја можам да бидам сериозен или можам да бидам несериозен. Не значи дека сум одговорен ако сум сериозен. Многу често луѓето имаат една идеја, мора да си сериозен многу за да си одговорен. Ја ќе ти кажам, најубаво се сработуваат работите со несериозна одговорност. А несериозна одговорност значи на високи емоции, со игра, со ноншалантност. Животот е забавен. Мораме да уживаме од него. Колку посериозно го направи животот, повеќе ќе имаш проблеми во него. Поише кој го искомплицираш. Многу често кога ги имате тие луѓе кои што се високо со емоциите, на нив многу лесно им оди, он со песна ќе исчисти, ќе среди по дома, ама мајка е сериозна и она дур ти не стегнеш, дур не си онака со жестина, она мисли дека ти не чистиш по дома. Да. Затоа што тоа е нејзината емоција. Ама тоа не значи дека човеков што со песна исчистил, дека не исчистил како што треба, тој бил несериозно одговорен. Да, право си. Со леснотија многу полесно ни оди у животот, затоа што животот не знае како да ни се спротивстави кога идеме со таа леснотија, забава, игра, ама не значи да сме неодговорни. Не, значи да си ги завршиме испитите, да си го завршиме домашното, да си го завршиме обврските, ама со тоа високо ниво емоција на игра, на развеселеност. Спротивно можеш ти пак да бидеш
одговорен да бидеш сериозен, има многу луѓе што мислат дека се одговорни, ама не се. Зашто он ќе дојде на работа или он ќе рече многу сериозен, он ќе си заврши сите обврски на работа, а поради неговата љутина и неговиот антагонизам и критичност кон другите се сите ваут, другите се сите поттепани емоционално, ама он битно си ја завршил работава. Ама ќе рече, чекај човек, ти си ја заврши работава, ама 5 вработени ми страдаат од тебе. Волја не биди толку сериозно одговорен. Треба да си несериозно одговорен, треба да си високо со емоциите, поради тоа што само на тој начин животот има смисол, затоа што животот и можеш да успееш. Да, затоа што колку по несериозно му придеш на проблемот, повеќе бараш решенија. Колку си посериозен, поише идеш у проблемот, се видел сериозен човек колку проблемот ти го зголемува. Не можеш со сериозен човек да се разбереш затоа што он у проблемот иде. Он сака да комплицира работата, а не сериозно ќе се насме рече, чека има решение. Не, он ќе рече како тоа е решение, зашто сериозниот човек гледа препреките. Кога сме повисоко со емоциите, гледаме у решенијата. И тоа е многу важно за живот. Да гледаме решенијата, затоа што така немаме анксиозност. Гледаш, ти имаш анксиозност кога гледаш у проблемот, кога гледаш у препреката, кога гледаш у стопот. Гледај у решенијата. А тоа ќе ти дозволи, ако му придеш на животот и твојот став на животот дека игра, животот е забава, јас сум тука да успеам, сакам да успеам, ама нема да правам се траума или проблем ако се разочарам при првиот обид, затоа што има уште еден обид. Ја морам да ја задржам таа чувство на мојот став дека животот е игра за да ги надминам тие препреки понатаму. Затоа што ако го сменам тој став и станам многу сериозен, ќе се повлече човекот од играта и ќе стане публика и ќе почне да ги критикува другите и нема да ужива во животот. И ќе биде многу анксиозен, поради тоа што веќе ја нема таа ноншалантност, несериозност, забава у пристапот кон животот. Така, и не треба никош да се откажува. Не. Секојаш е прерано да се откажувам. Само човек што се откажал, изгубил. Има еден убав цитат, вика, не може да изгуби човек што се нема откажано. Значи само човек кој што се откаже, губи. Жаре, секојаш ми е убаво кога ги слушам твоите совети. Јас се надевам дека го задржавме и вниманието на нашите гледачи на Емнет. Ти благодарам многу. Еве како што кажавме, нели дека секоја недела имаме нели еднаш во неделата, имаме тема која што ќе разговараме заедно со тебе. Ти си тука за да им помогнеш. Бидејќи благодарение на тебе животот е многу полесен. Така да како што најавивме и преходната емисија, ќе најавиме и сега дека можат нели тема која што сакаат слободно нека ни пишат. Еви оваа тема ја одбравме благодарение на нив за анксиозност и се надевам дека добија многу корисни совети и секогаш на крајот знаеш да го дадеш најдобриот совет, а како што ти пред малку ние треба животот да го направиме онаков како што заслужуваме, дека ние сме тие главниот лик во нашиот живот. Ти благодарам уште еднаш. Ќе слушаме нели што сите оние коментари можат нели да ги кажат нашите гледачи и очекуваме некоја тема која што заедно повторно ќе одбериме за да им помогнеме на оние кои што на вистина тоа им е потребно. Да, има еден многу убав цитат, наде за крај. Знаеш дека во нашиот филм мора да сме ние главната улога. Многу често луѓето во својот филм имаат споредната улога или се статисти. Поради страх да не сгрешат. Во нашиот живот мора да сме ние главната улога и да имаш храброст да бидеш. И второ, има еден многу убав цитат, дека очуј да ќе се откажеш, кон тоа стануваш негативен. Не се откажувајте од љубовта, не се откажувајте од животот, затоа што ќе станеме негативни кон тоа. Она што е убаво е да веруваме и да бидеме и да едноставно знаеме дека животот е игра и сакам да им кажам на луѓето дека секојаш има неизвестност во животот. Ама еден мој пријател Гарот Авитјан вика сигурноста е кога неизвестното ќе го направиме известно. Во животот има многу неизвестности, ама работејќи на него ги правиме работите известни, така добиваме сигурност само дојде. Да, ти посакуваме и ние и поздрав до сите оние кои што не гледаат, се гледаме повторно. Чао, чао. Поздрави, посакувам убав ден. Чао.